Па да, тоа е нашата цел, нормално. Многу време играме таа Европска лига. Многу пати има играно финале. Ние никогаш немаме победено, сега сме сребро или бронза и тој долго очекуван злата медал. Се надам дека тука ќе го освоиме во Струмица. Пред 2 или 3 години, не се сеќавам, исто бевме така организатори на Final Four турнирот на Европска лига во Скопје. Малку да не кажам не сериозно, него бевме така опуштени дека да ќе играме, секогаш сме играме Final Four полуфинале. Таа групна фаза, вие што рековте, малку влеговме лежерно и не изигра лоша шега во полуфиналето, изгубивме, водевме 2:0 од Хрватска, изгубивме 3:2. Така да имаме така да кажам школо и лоши искуства, така да мислам дека тоа нешто ќе го поправиме сега и тоа ќе биде завршено како што треба. Па сигурно дека македонската јавност треба да очекува нас борба за секоја топка, голема желба за победа и јас се надевам 3 победи после овој турнир во Струмица. Сигурно дека нашето ниво не е на максимумот, како што треба да биде на 5 и 6 јун, но секогаш не знаете нас, ние секогаш изгараме до последна топка, секогаш се бориме до последниот наш атом, така ќе биде и овде во Струмица. Не нас занима тоа што сме директно во Final Four-от, туку гледаме да ја подигнеме формата и да извојуваме сите 3 победи овде и сите 3 победи во Данска, доминирајќи да стигнеме до тој Final Four и таму да доминираме. Се сметате ли фаворити во групната фаза? Па сигурно дека да, не бегаме од таа улога, меѓутоа како што реков, нашиот максимум уште не е достигнат. Имавме 2 пријателски утакмици со Србија, каде што може да се види дека има доста елементи кои што треба да ги подобриме. Еве сега работиме на тоа, имаме уште 3 тренинга да работиме на тоа и сигурно дека во петок ќе влеземе максимално спремни со Кипар. Да, секако дека сметаме за фаворити. Тоа го докажавме и на претходното европско првенство, дека може да играме против секаква репрезентација, така да мораме да ја оправдаме и таа улога. Тие надпревари против Србија добро ни дојдоа, видовме до која фаза сме, како сме подготвени. Очекуваме и на овие надпревари сега од групната фаза да видиме точно до каде сме, да ја темпираме формата за Final Four-от. Со оглед дека сме учесници и домаќини на Final Four-от, можеби тоа ќе има и едно опуштање кај вас, со оглед дека нели сигурно ни е учеството. Можно ли е ова да биде опуштање овде на нашиот турнир во Македонија и во Данска? Ние не сметаме дека треба да се опуштиме. Напротив, на секој надпрев мора да влеземе максимално подготвени и, како што веќе реков, да ја оправдаме таа фаворитска улога. Точно дека сме учесници на Final Four-от, но како што веќе реков, тие надпревари треба да ни бидат, значи, на еден начин и подготвителни надпревари, но секако дека мораме да го дадеме нашиот максимум како би што подготвени би го пречекале Final Four-от.